Наместо денеска нов обид помеѓу парламентарните партии за приближување на ставовите за измените во изборниот законник ќе се направи утре. Најголемо несогласување и понатаму останува начинот на гласање на дијаспората, а последниот предлог кој произлезе од власта е наместо електронски да биде по пошта. За СДСМ тоа е неприфатлив, сметаат дека е само нов обид за изборни манипулации. Од ВМРО ДПМН пак обвинуваат дека СДСМ и Левица намерно го блокираат изборниот законник. Едните поради алчност за пари, а другите поради тоа што се свесни дека немаат поддршка од дијаспората. Предлогот електронското гласање да се замени со гласање по пошта, без Државната изборна комисија да има можност со консензус да ги утврдува правилата и механизмите на контрола, не ја подобрува демократијата во изборниот процес. Тоа создава нови ризици за нерегуларности, злоупотреби и изборни манипулации. Опасно и загрижувачки е тоа што ВМРО категорично одбива Државната изборна комисија со консензус да ги регулира процедурите за гласањето на дијаспората. Како ВМРО ДПМН предложивме тоа да биде по електронски пат или пак по пошта. Овој предлог беше одбиен од страна на Венко Заев и Социјалдемократскиот сојуз, затоа што кај ни владее страв за тоа дека граѓаните кои ја напуштија државата во периодот на нивното владење нема да ја поддржат нивната политика, а со тоа ќе доживеат уште поголем пораз на следните претседателски избори. Откако премиерот Мицкоски порача дека за ВМРО ДПМН не е проблем ниту воведувањето на една изборна единица, ниту зголемувањето на буџетот за рекламирање. Од Левица велат дека ставот за гласањето на дијаспората по пошта ќе го соопштат на средбата утре. Праксата за гласање на дијаспората по пошта е модел кој го практикуваат повеќе земји, вели поранешниот претседател на ДИК Александар Новаковски. Тој смета дека ваквиот модел може да се спроведе и кај нас, но дека е потребен експертски кадар за тоа. По пошта се гласа во една Германија. Јас сум бил во мисија таму и тие имаат таков систем кој би бил справедлив и кај нас. Секогаш ќе има грешки и во гласање по пошта и на избирачки места, но треба малку да се појача довербата да може да се имплементира, бидејќи ќе се зголеми цензусот. Фактот дали може сите да гласат, може во уште едно решение, за да се направи компромис. По пошта да гласат и лицата кои на денот на изборите не се во Република Македонија. Во однос пак на воведувањето на една изборна единица, Новаковски е на став дека тој модел може да се имплементира во земјава, но дека главниот проблем за тоа е што не постои политички консензус.